Во денешното издание на Равенка за успех имам интересна гостинка како и секогаш впрочем. Мислам дека ќе го задржи вашето внимание заради тоа што има многу што да зборува за својот живот. Јас би рекла дека она херојски си ги носи проблемите и ситуациите во животот, а позната е како рапарка на помладата генерација, Диана Оуџи. Добро ни дојде во Равенка за успех. Ја мислам дека ете како што зборевме ќе ни бидеш опуштена, дека немаш проблеми со да зборуваш за се што во животот ти се случувало, како твое лично искуство и како поука за луѓето кои се наоѓаат можеби во некоја слична ситуација. Добро вечер, ве најдов, благодарам на убавата најава. Секако, со убави луѓе и со интелигентни жени секогаш зборувам отворено. Да, ние зборевме и пред самиот подкаст, онака кога се слушнавме, кога сме се виделе за твојот живот, и некако баш тоа го зборуваш храбро, смело, најверојатно добро си се соочила со ситуацијата во која си се нашла во животот, а во Равенка за успех секогаш имаме приказни кои сакам да допрат до гледачите заради тоа што успехот не е само кога човек има све на тацна и кога тоа изгледа све сјајно бајно гледано на екран, него баш она кога имаш навистина сериозни препреки, а ти одиш понатаму и остануваш насмеан и остануваш храбар. Кај се слагам со се што кажа до сега и уште и првиот пат кога се видовме ми остави впечаток дека стварно ќе бидеш да кажам еден многу добар слушател. Она што ќе почнеме е од твоето детство. Значи, сега во моментот се бавиш со музика и музиката ти е љубов и професија, нели, во моментов. И години наназад. Интересно е тоа дека пишуваш текстови и ќе позборуваме за работата, но би сакала да се навратиме на твоите најрани години, кога започнала твојата визија за животот и доживувањето. Значи, ти си ми кумшика од Блае, само што генерацијски сме разлика, па не се знаеме од таму, ама кажа дека учеше во тоа основно училиште, што е и мое училиште, што многу ми значи и така ме врзува за многу спомени. И се опиша себе си како едно вредно дете, добар ученик. И како започнаа сите тие премрежја во твојот живот? Почна со да живееш во една малце незгодна околност, кога твоите родители, ќе почнеме со ние потешките теми да кажам, во твоето детство се свртеа кон пороци, па малце го запоставија родителството. Па во суштина, тие веќе и биле свртени према пороците јас кога сум се родила. Јас со тој бурен живот почнав во времето на мојата адолесценција, кога веќе го напуштив основното училиште, каде што кажав дека бев првенец и на генерација. Не го препишувам тоа лудо време што сум го преживеала на нивната сметка, него на тој пубертет, на тие луди години. Мгм. Што беше на стартот, да кажам, што како дете го чувствуваше? Чувствуваше ли празнина? Како ги доживуваше тие моменти кога ти веројатно како дете не си била свесна што е и каква е ситуацијата, но што беа првите симптоми кои ти укажуваа дека нешто не е во ред во твојата средина? Па во суштина јас од многу мала се соочив со тој проблем. Јас веќе на 7 години, кога имав 7 години, кога бев веќе прво оделение, знаев дека моите родители се нели конзумираат наркотици. Тоа мене ми беше скроз познато. Дури бев и запознаена како зависниците се лекуваат, какви се проблемите од нелекувањето и од тој пат. Така да јас сето тоа не го гледам на некој начин трагично, него го гледам како една поука во животот. Секогаш сум го гледала како еден правец по кој никако не смеам да тргнам. Сум го гледала така што секој партнер во животот што го бирам, гледам да не е по тој калап правен, да не е во тие води, да не оди по тие патишта. Првото соочување со моментот, што беше? Имаше ли некакви ситуации во кои ти би ги кажала како некои травматични или можеби ситуации кај што ти тоа си го забележала дека нешто не е во ред?
Па во суштина Како го забележа тој момент? Сега, самото конзумирање на наркотиците и твојата средина, нели, вака кажано е нешто што не зависи од тебе и ти си го прифатила како такво. така. Меѓутоа, во тие моменти кога ти си дете и кога го гледаш се тоа околу себе, како го доживуваш? Искрено не можам да се навратам на чувството, бидејќи стварно било многу одамно. Меѓутоа, во никој случај не сум го гледала со дивење или како нешто правилно, бидејќи секогаш сум ја имала тука баба ми, која што ме израснала, која што била, да кажам, еден како полицајците на улица кога даваат правец, Мгм. кој каде треба да се движи, таа ми го давала правецот на моето движење. А дали било травматично? Да, не толку моето сретнување со наркотиците и со таквите луѓе, колку што неслагањата во семејството, насилство, дали психичко или физичко. Сега дали оставило тоа последици, не можам да кажам дека оставило, нормално оставило некоја трага, меѓутоа баш Марија, која што е Не шминка за нашиот убав изглед, баш со нејза разговарав и убаво едно мисла ми кажа, траумата и стресот останува до 21 ден во мислите. Сега ние ако се навраќаме на тоа и го потсетуваме мозокот на се лошо што ни се случило, значи ние самите се ставаме во тој бубањ на Да, не ќе да ја траум. пуштиме таа ситуација. Така да јас не сум знаела за тоа, несвесно сум го правела тоа, меѓутоа јас многу ситуации кои што ме предизвикале стрес, страв, солзи и да кажам кои што оставиле на некој начин, нормално дека оставиле белеки, рани на психата и на душата моја, гледам да не се потсетувам на нив толку и да ги оставам во минатото, затоа што ќе ни е животот ако ние не живееме во сегашноста, а не размислуваме што ќе правиме во еднината. Да. Без да се навраќаме за нешто што не можеме да го промениме. Да, баш реков дека имаш таков ведар дух и се гледа дека го живееш моментот. Значи тоа е многу важно и кога ќе те види човек од страна не може ни да забележи, нели обично често пати зборуваме кога дискутираме за семејството како основа и база за градење на личноста, дека има големо влијание, сега кај одредени личности, нели тоа се манифестира и во подоцнежните години и останува некоја длабока тага, траума за тоа што нешто им недостасувало во детството што другите деца го имале. Во овој случај ти најголемата љубов, поддршка и внимание ги доби од твојата баба. Така е. Затоа велам и дека не може да се примети сега нели дека сум имала некој потежок живот, мада еве и не само во Македонија и на Балканот многу семејства се соочуваат со проблеми, што се вели и цревата во желудникот се расправаат, а не па луѓето. Тоа е нормално, меѓутоа да е нели до некоја граница. Јас сметам дека она е причината која што звездата водилка, причината која што ја мами среќата во мојот живот, која што ми е поддршка, ветер во грб и затоа и веројатно не сум почувствувала некоја фалинка од родители. Она мене стварно ми била прекрасен родител. Јас од тој аспект не сум имала, стварно не сум имала ни да ми недостига мајка, ниту да ми недостига татко, ниту да ми недостига баба. Па дури во нејза јас имам и пријателка и се уште имам пријател. Да? Да, Ти се уште се живееш со неа? да. Се уште живеам со нејза и дури како поминуваат годините, се поголем и поголем пријател ме станува. Јас со нејза ги споделувам буквално и баналните работи што ми се случуваат во денот. Да, интересно е дека татко ти е еден син, единец. Немаш, значи, ни чичко, ни тетка, ни братучетки, никој што ти се така блиски поврзани со бабата, ти си и се. Да, и јас И ти на неа и она на тебе. да, единствено, еве јас дури се шалам со нејза, не знам татко ми дали ми е татко или брат, сега една мајка делиме, да, и за си ја имаме. Да, нашето сега јас имам голема, нели роднини, голема фамилија, меѓутоа не сум нешто премногу блиска. Со некои братучеди вака што ми се од братучедите на татко ми што се деца, со некој сум блиска, со некој не сум, бидејќи повеќето се во Србија, па
некако матиштата не се спојуваат. А пак од страната на мајка ми имам исто голема фамилија, меѓутоа со нив па и не сум никако вака приближена. Не сме се гледале толку често. Мгм. Мајка ти од кога се заминува од твојот дом? Од кога не си заедно со неа? Од 2011 година. Мислам, заедно со нејзе. Оние се разделуваат во 2011 година, меѓутоа јас одамна не сум со нив. А, Јас сум живеела од бебе со баба ми, сум ги посетувала вака викенд. Као на гости. Во сега да, сум имала лоши моменти, нормално. Лош момент е само по себе што нели како дете си одделен од родителите, не живееш со родителите, не се способни да те гледаат. Меѓутоа сум имала и многу убави моменти со нив. Они се вака сами по себе се харизматични двајцата како луѓе. Имаат интелигентни се, квалитетни вака луѓе се, само што ете не ги повлекол патот. да, лошиот правец. Ги повлекол ѓаволот за ракав и го послушале, Мгм. отишле по тој пат. Меѓутоа сум имала и убави моменти со нив, не можам да кажам. Што би издвоила така, на што се сеќаваш интересно ете од твоето детство? Па имаше една ситуација, јас имавме куќа има оние во Стопански двор беше. Имавме комши кои што има едно куче Џеки. И сега оние двајцата нешто прават по дома и јас викам излагам јас да го шишам Џеки. А Џеки беше онака како унтава. И они мене ми викаат важи излези сега, они не знаат дали јас стварно ќе го направам, ама ти дете, кај ќе го пуштиш при тоа туѓо куче. И јас го земав чешелот на татко ми и јас ќе го шишам Џеки сега. Скалило све со чешелчено, скалило и се ја влагам дома и викам еве го ишишав Џеки да го видите леле, а они се туѓо куче, се срамате. Они се смеат и се одиме кај комшиве и викаат абе Дијана го ишиша Џеки. Се љута? Не се љута ако чуете. Значи, они не беа строги родители, Не. вистина. Немаше, без разлика на нивните состојби какви да биле сигурно, со амплитуди, немаше нешто што се манифестира на тебе како агресија, како Сум имала несогласици со мајка ми, кога не сакав да ја посетувам, меѓутоа тоа беше краткотрајно и помина. Додека пак татко ми никогаш не бил агресивен према мене. Он бил дури душа давал за мене. Меѓутоа сега тука јас кога подпораснав малку, како последица на неговото однесување према баба ми, со која што има скроз другачи однос, а мене нели ми е она слаба сега, колку и да ми се они родители, мене ми е повеќе родител она, така да тука доаѓаме јас и он во конфликт и во неслагање, затоа што не можеш да се однесуваш со непочитување на некој човек кој што целиот живот го посветил прво на тебе, а после на твоето дете. точно? Според мене тоа е многу неблагодарно, така да тука доаѓа нашиот конфликт. Мгм. И на Практично бабата сите обврски од таткото и ги превзема на себе. не само Што финансиски, што да, и од мајка И ти, од да. мајка ми. Да. За финансиски ајде. Финансиски мислам нормално. Е многу важно, меѓутоа не го гледам како нешто првично. Пред се она вложила во мене време, многу љубов, многу нега, многу совети, трчала по мене по скали, немој да пушиш цигари, па тоа петки за школа, све можела. Значи сум имала дозвола и да шетам и да се дружам и сум добивала се буквално, меѓутоа се знаела, морала да имам 5:00. Да, строга беше? Баба ми била строга, баба ми е сега строга, само што Мгм. ајде сега сум малце повозрасна, мада го има тој момент сега, тета 11, 12 и да не сум дома се јавува кај си, брзо враќај се, веројатно Да, траумата и стрес. Да, траумата и стресот, бидејќи она е скроз различен човек од мене, мислам вака по карактерно, она е позатворена, повеќе чува во себе, некои работи многу повеќе оставиле трага кај нејзе отколку кај мене. Јас сум полифтерна за некои работи и брзо сакам да заборавам лоши моменти. Тоа е добро што и вака транспарентно си ги прифаќаш и не ги сметаш како некоја си мана, заради тоа што сепак ти не си одговорна за нечии постапки. Зошто го спомена моментот дека не кеше да се гледаш со мајка ти, манифестираше ли револт, лутина према неа заради сето тоа?
точно така. Еве, дури не сум го размислила до сега тоа, ама ете ти ме посочи. Па да, нормално, кога сега машко дете е Да. другачие, поразлично е. Меѓутоа на едно женско девојче кое што има, нели, период каде што треба да се соочи со некои посериозни животни, да кажам, и Ситуации, ситуации, да, женски ситуации, треба фигурата фигура на женска. мајка. Да. Треба фигура на советник, на некој кој што ќе те посочи што е правилно, кој што ќе ти објасни. Јас тоа во тој момент не сум го имала. Така да, Мгм. веројатно е и затоа. Да, сигурно си го имала тој револт. Да. Дали тоа, таа нивна ситуација, состојба, зависност трае до денов денешен или пак тие се изменети како личности од денешна перспектива? Па, мајка ми веќе долги години од кога се раздели со татко ми, веројатно и нема никаков допир со тој свет, што ми е многу мило и секоја чест. Си продолжила по тие некои прави вредности да ги брка во животот, а татко ми во моментов е во издржува казна затворска и се надевам дека се уште се лечи, ако постои таков термин, да Да. кажам. Ама не им замерувам, мислам, јас сум човек кој што Добро, значи се добре сте што она се тргнала од тие води скроз, нели, меѓутоа, кога веќе тој чекор генерално го направила, го сменила ли животот? Има ли некоја ново семејство, нови деца, нели? Не, фала Богу. Мислам, фала Богу, сега не се впуштил ни еден од моите родители во нови бракови. Единка сум, значи се ограничиле на мене. Меѓутоа си работи, живее некој така скромен, нормален живот. Така да, мислам, не им замерувам, тоа е нивен живот. Јас сум Да. потполно отворена и сметам дека секој треба да си го живее животот како што сака, затоа што никој нема да го живее ни мојот живот. Мгм. Исто јас сметам дека нема потреба никој ни да ми се меша во одлуките, ниту во одлуката кој партнер треба да го изберам, ниту каква постапка треба да направам, која работа, со која работа треба да се бавам. Се советувам со баба ми, само со нејза, меѓутоа не секогаш прифаќам. Го имам на ум, ама не прифаќам секогаш. А со нив мило ми е, ете, сега што имам некој нормален, така да кажам, подалечен, ама нормален однос. Значи сега си комуницираш нормално со Да, мајката. си комуницирам и со татко ми и со мајка ми, так, да кажам, имаме некоја дистанца, не сме преблиски како што би требало едно дете да е со родителите, ама е се тоа, да кажам, цивилизирано. Мгм. Се додека е цивилизирано, без стресови, можам да комуницирам. Во моментот кога пример, некој ќе ја премине црвената граница што сум ја поставила, јас тука кажувам чао и на одмор ги ставам. Недела, две, додека да ми помине. Така. Дали они сега пак очекуваат некаква одговорност кон нив од твоја страна? Знаеш, да бараат сега љубов од тебе, да бараат поголемо внимание од тебе, заборавајќи, да речеме, на цел тој период кога они ти го пропуштиле тој момент. Да, имав една баш занимлива ситуација. Со татко ми зборува, ми вика, ајде, вика, треба да ме чуваш ти, знаеш. Викам, како бе, викам, јас да те чувам, викам, вие мене ме чувавте кога бев мала, вика, ајде, вика, јас те дадов, вика, дема кај што знаеш дека Сигурно тоа, да, ќе да. те чуваат. Викам, ти си го намести животот, до 50 мајка ти да те чува, викам, од 50 кирка ти. Јас на шала насмеа, ама кажувам дека нормално сега. Не ме ја Јас сум фрлиш, да. умен човек. Мислам, јас и на мало маче, на куќе ќе помогнам на улица, а камоли па на човек. Секогаш ќе бидам тука присутна, сакала некела, они ме створиле. Меѓутоа дека ќе ги чувам нешто специјално, не, јас отворено им кажувам, јас само мајче ќе ја чувам и тоа е од чување. Да, добро, нормално и веројатно и заради тоа што и така највеќе ја чувствуваш. Највеќе чувствуваш љубов кон неа и одговорност за Секој крај. со заслугата, сега она посветила многу во мене, значи вложила. Тоа мора да се врати.
Од прво до осмо кажа дека беше првенец на генерација, дека беше многу солиден ученик, дека беше посветена на училиштето и кажи ми дали имаше во тој период булинг од децата? Дали некој ти префрлаше за тоа? Дали се осеќаше некогаш завидливо кога ќе видиш дека еве другите деца со родителите, приредби и такви моменти? Имаше осетлива ли беше на тие теми или не? Па искрено не, јас никогаш не сум не го доживувам тоа трагично воопшто, затоа што тоа е на крај крајава, ете некои ми кажуваат абе многу си кажуваш од приватниот живот или не се кажуваат сите работи, ама зошто мислам луѓето кои што ме познаваат, ете истите тие деца што одеа со мене во школа знаат јас чиво дете сум, како сум живеела, не сум имала булинг за тоа. Напротив, дури и убаво секогаш ме префаќале децата, меѓутоа кога станува збор и на приредби, кога оделе со родители, јас не сум го гледала тоа така, дури мене ми било убаво кога ќе дојде баба ми, па кога ќе се дичи она после родителски на небото се враќаше, по небото се враќаше дома дека горда од успех и се, ама не сум имала булинг. Единствено ете ме зезале дека пишував, дека бев бобалица, бев и дрчна и се расправав многу, имам расправани со и наставнички ако нешто не е како што мислам по правдата. Ама ете ќе ме зезале. Писателката, ама дека булинг некој сум имала, вака не. Уште од тогаш почна да пишуваш. Имаш 6 збирки ми рече на Песни. песни. Од каде инспирација? Што се тематски? Сега продолжи ли да пишуваш или само во тој период? Во суштина темата е се тоа мене што ме обкружува, моите чувства, секоја една е збир од чувства во тој период од животот. Цело време сум си пишувала, ете веројатно така сум си ја празнела душата и сум си ги филтрирала емоциите. Идејата за пишување книга ми ја даде професорот, тоест наставникот по македонски во Основното училиште Димо Хаџидимов. Он беше многу воодушевен беше од стилот на пишување и ми кажа не, нема шанси, ти вика книга вадиш. И така влегов во тој свет на издавање на книги. Одевме многу по конкурси, ми представуваше задоволство, меѓутоа и ми представуваше и незадоволство воедно, затоа што не бев читана меѓу младите, не бев слушната меѓу младите, него само кај повозрасната публика. Да? Да, и тоа мене никако ми беше досадно, ми беше убаво, ми беше ќе одам, ќе земам награда, ќе прочитам, ама ја морам баба ми да ја земам друштво, све нејзина генерација, постари, се реномирани луѓе, убави луѓе, ама мене не ми е тоа поентата. Мене ми беа младите битни. И така некако низ годините кога почнав да се дружам, нели 5-16 години кога наполнив, кога почнав да се дружам така со малце постарата генерација, влегов во светот на музиката и тука се роди исто таа љубопитност дали јас можам да го правам тоа. Затоа што раперски песни, текстови кои што ги пишуваат во тој вид на музика се далеку пониско квалитетни од поезијава што сум ја пишувала. Затоа што во поезијата користам архаизми, користам многу различни стилови на пишување, метафора, не користам рима. Скроз нешто спротивно од ова. Така да се опробав и во тоа, да на еден инструментал пробам да напишам и видов дека сум сосема добра. Вежбајќи низ годините, да кажам, стигнав до едно ниво кај што реков, ете, јас сега стварно можам да издадам песна. И така влегов во светот на музиката. Сама си ја направи песната. Да. Во суштина, на почетокот... Која беше првата твоја песна? Оуџи. Така и си... Тоа си ја на имакот, да. Во суштина... Што значи Оуџи? Original Gangster. Во Во суштина, наградена сум и како оратор, најдобар говорник. Тогаш сум пишувала само текстови, значи сум слушала само инструментали, сум го пишувала текстот вака од глава.
А низ годиниве од кога веќе јас се преселив во Србија, значи после 22-та година, јас почнав и да правам прво мелодија. Значи, одев на часови пеење, каде што малку повеќе навлегов во музиката. Пред тоа јас немав поврзаност со музиката, јас пишувач бев. Да. Навлегов малку во музиката, научив некои цаки, па како се пее, така да, ете сега да кажам сум на некој Позока. да, повисок, поголем левел од кога почнав. Значи не се сметам сега како раперка, него како артист кој што пример има во албумот што треба да Сега се спрема нов албум, сега ќе биде промоцијата, така? во нов. Тоа е стилски малце поразлично од она класичниот рап до сега што го правиш? Во суштина имам и рап песна, Мгм. имам и песни кои што пеам. Мгм. Значи имам измешани стилови. Мгм. 6 различни песни, ама 6 различни измешани стилови. И многу од луѓето вероватно, кога ќе слушнат, ќе речат ама ова не е правата Дијана. А уствари луѓето не сваќаат дека секоја песна, а дали било тоа поезија, дали била секоја книга или секоја песна која што се пее, дали раперска, дали певлива, е Дијана, е некое чувство на Дијана, е некако Дијана како што се Состојба во моментот. состојба во моментот, како што се почувствувала или што го преживеала. Мгм. Така да ќе биде баш Интересна. да, интересно. Колку песни имаш на Шест. албумот? 6, да. Супер. Од таму и називот 6 грама. Мгм. Првата песна што беше содржината? Баланс. Мгм. Првата песна е, да кажам, едно представување на ситуацијата, како јас ја гледам ситуацијата, односите, релациите меѓу луѓето. Тоа сега ќе биде промоцијата. Да, сега. Деновиве. Супер. Да, честитки, баш верувам дека ќе имаш нов успех и камбек, пошто еден период не беше присутна тука. Оправдано. Да, оправдано отсутна. Прво се пресели во Београд. Таму одлучи да живееш. Зошто се реши да отидеш од Македонија и да живееш таму? За себе можам одговорно да кажам дека сум многу амбициозна девојка, имам стварно многу големи амбиции и не се задоволувам со малку. Меѓутоа не сум похлепна само да стремам кон слава и кон успех, него сакам и да се помачам, работам на тоа. Отидов да снимам песна со Фокс во Белград и некако многу ми се проширија видиците кога се вратив во Скопје, се почувствував многу затворено како во чаура. И некако многу ми беше нереално, затоа што за еден проект да го реализирам, јас треба да вложам многу повеќе од тоа што ќе го наплатам, пример, за еден настап. Како човек што има завршено бизнис, значи како да, ете, гранка сметководство, економско средно, јас тоа го гледам како непоимливо. Значи, од финансиски аспект, скроз непоимливо, така да на 21 година во тој момент одлучив да го превземам тој ризик и да си отидам од државава. Не знаев дека ќе одам така, за многу долго. Мислев прво дека ќе бидам 2-3 месеци да се уходам, да видам дали ќе се снајдам. Отидов и единствено си имав вратено за еден настап во Гостивар и кога си отидов, тоа беше 1 месец разлика, се преселив, се вратив, после месец дена настапував и си отидов во Белград и не се вратив. Да, Повеќе, супер. да. Значи ти се погоди таму амбиентот, луѓето и можностите за работа. Па некако ми беше мирно. Дури многу ми се смеја луѓето кога кажав дека дојдов во Белград да се го Помирен живот. да се го смирам и да се го сменам животот. Меѓутоа, човек сум кој што ако се чувствувам самата со себе и со своите емоции и мисли мирна, ако сум во зен, јас можам и не знам и во Њујорк да живеам, ќе живеам мирно. Така да јас не го конзумирав Белград како некои луѓе, пример, кога ќе отидат и ќе го конзумираат. Јас стварно полека го живеев и го терав животот, многу некако поразлично од тука. Да. Кога имав бурни периоди, Да, рече дека во еден период од животот беше малку и бев
Значи буквално бев на работ да го сгрешам патот. И многу сум горда на себе си и стварно ми е мило што не дозволив да го погрешам патот, бидејќи тогаш би било стварно жално и сета таа приказна што ја имам, тоа што се ја влечам, тој товар што се го влечам од минатото би било стварно залудно. Не сум човек кој што учи на тугите грешки. Значи тоа мислам, не знам, кој може на туги грешки да учи, секоја чест. Не сум човек што учи од туги грешки. Морам малце барем да се жижнам за да знам. Порано повеќе требаше да се горам за да знам. Сега вака само ни да се допрам. Попредпазлива. Добро со зрелоста, со годините. И секако дека доколку би направила такво нешто, би ја разочарала скроз твојата баба што толку вложила во тебе. Вака, добро е што си се освистила на време и што сите работи сте ги вратила во колосе како што треба. И со оглед на тоа и на сите таленти кои ги поседуваш, нели жално би било да се тоа затаи и отиде у аут. За рапот, сакам нешто баш да чујам некои стихови, онака ти што си ги напишала, нешто што е интересно. Можеш ли да ни израпуваш? Ајде од новата песна. Ајде. Стихови некои. Чекај ме текна како беше. Зависти, ти си опишаш и не ти на момент. Многу е избрган текстот. Дека место сеају очи зависте луѓе во сите празни сме ја газиме врз лешеви дур трчаме по парите изгубени во лагите без компас и култура ко песови на улица без газда и дресура и барам баланс каде е доброто каде сум јас и дали пак лошото во сите нас влезено е и нема баланс. И барам баланс, се плашам, а не ќам да викнам на глас. Каде си ти, кај сум јас, каде сме ние и каде се нас. Се во мрак не се крие и нема баланс. Браво, баш убаво. И покажа дека и знаеш да пееш, а и текстот е инспиративен заради тоа што навистина сите се соочуваме со тоа и сите си некако го потенцираме и го кажуваме и го зборуваме. Не знам колку можеме да го пременуваме, дека многу повеќе се вртиме кон материјалниот свет. За жал, ако се навратиме на духовните вредности, ти си премногу мала и можеби не ги памтиш времињата кога сите биле исти и кога луѓето не го гледале тоа воопшто. Приоритетот биле вредностите, колку си образован, колку учиш, колку си послушен, колку си воспитан, колку си културен. Сега гледаме дека реперот е добар автомобил, луксузни патувања, луксузни парчиња облека и така натаму. Еве ти си од тона млада генерација поприлично која баш живее во таа околност. Сега во самата песна го потенцираш тоа, а колку во практиката можеш да го примениш? Па во суштина, иако сум дете родено во 2000 година, со тоа што сум премногу сум седела со пријатели кои што со пријателите на татко ми на тоа некое друго време и друго дружење, иако биле луѓе кои што го имаат скроз погрешено патот, меѓу нив владеело тоа да се почитува зборот, да се цени друго другарство. И јас на некој начин, бидејќи до 11-та, до 12-та година цело време вака сум била со нив, не сум се дружела нешто премногу со деца. И да сум се дружела, сум возела ролерки, не е некоја конкретно дружење. Така да, во понатамошните години сум го барала тоа пријателство и многу пати сум била разочарана за тоа што не сум можела да го најдам. За жал, во ова денешно време во кое што живееме, репер се парите, и за успех, а и вака во меѓулюдскиве односи, меѓучовечкиве односи, не само во аспект на бизнис или во сфера на пријателство, него општо вака, како генерализирано е. Така да мене тоа многу ме излудува и затоа јас не се дружам нешто премногу со луѓе, а не сум човек кој што гледа такви работи. Јас сум имала многу пари, сум немала пари, значи тоа е се едно релативна состојба е,
не ги гледам луѓето кроз призма на парите, а сум материјалист. Значи сакам да имам пари. Ама сакам да имам свои пари. Значи, кои што нормално јас кога имам пари, да штедам, ама и ги делам. Нормално сакам да купам, да поклонам. Сум материјалист, ама не во смисла кога е релација, пријателство, Да, во меѓучовечките да. односи. Така да мислам дека може да се применува. Сега не знам која е причината, дали капитализацијава што се случи во времево на транзиција во 2000-та навака, ама се некако Или социјалните медиуми кои наметнуваат некој луксус постојано. во суштина Западот нас ни го диктира тоа. Западот ни го диктира и према музика, преку музиката, и преку филмовите, и преку се вака што ни доаѓа по социјалниве мрежи. Некако живееме сите во заблуда. Сега реално, најреално во Македонија е 500-600 евра плата, една минимална просечна. Сега ние многу повеќе трошиме од тоа што заработуваме. Ако сега нели заработуваме, збориме фигуративно. А ние одма автоматски од тие средства Има еден таков добар имаме. виц баш за тој момент. Да, вика, германецот вика, бе, јас сега зимам 2000 евра плата, 1000 знам кај ги трошам, 1000 појма немам кај ги трошам. Американецот вика, јас имам $3000 плата, 1500, вика, знам кај ги трошам. Другите 1500 немам појма кај ги трошам. А македонецот вика, а бе, ја вика 500 евра земам плата, 1000 ги трошам, вика 500 појма немам од кај ги наоѓам. Така да сите стварно така, сите нешто повеќе трошат од што имаат, дури не се ни свесни како сето тоа го успеваат. Не, на Балканов владеат тие комплекси кога станува збор материјалното, кога станува збор облека, марки, ама толку не сме свесни до кај ни е Чергичево, што самите си ги ствараме тие некои илузии во главата и сите и младите ние, ако нашава генерација не се промени, идните генерации истото ќе го научат од нас, што е многу тажно и така ќе умира човечноста во луѓето, ќе умираат правите емоции и правите вредности и се ќе се гледа кроз призма на парите и сметам дека ние младите стварно треба онака да ставиме прст на чело и да размислиме што правиме и што ние Лосираш што нешто во јазот. пласираме. Тоа е многу битно и за уметниците и за сите јавни личности, значи што пласираш, на што ставаш акцент и во песната, и на себе, и на социјалните медиуми, затоа што тоа се секој поединец треба полека да го менува, да се ставаат вредности, акцент на вредностите кои имаат човечки вредности, нели? Ние имаме една мана. Сега, ако нешто не ни се свиѓа и ако не поддржуваме нешто, јас тоа го коментирам по самото седење пред телевизија, слушање на вести или коментирање вака по, не знам, по кафулиња, по паркови. Ја бе, дали јас ако го кажам своето мислење, ќе бидам гласот на промената? Да, ако секој изрази, го искаже своето мислење, изрази незадоволство, даде совет или каже стварно како треба или не треба во неговата глава, мислам дека може да има промена. Ние сме толку една мала држава што е многу полесно да се разбереме сите него овие што се по премногу милиони. Жално е што немаме некое реално вака меѓусебно разбирање, немаме онака една глобална свест. Да. Добро, тоа ете, секој поединец кој ќе го, како што кажа, кој ќе го каже, тоа веќе го поттикне тоа размислување, постепено, ако е тенденцијата таква и ако се става акцент, ќе се менува на подобро и да нели да веруваме дека секако тоа ќе се смени на подобро. Во твоите на лоши периоди и во твојот, сега нели ги малце ги вртиме оние добрите страни и лошите, имаш еден проблем со законот и мислам дека беше некаков притвор. Како тој период помина и зашто се случи тоа? Да не биде дека само се фалам и да кажам направив грешка. Па младост лудост велам. Бев управник на фирма која што се најде на тој список за гонење за организиран криминал, за перење пари, даночни измами.
Тоа ме стигна после 4 години. Добро, ти пред 4 години колку години имаше? 19. На 19 Мислам- години беше управник. Да, пред 6 години имав 19, ама на 19 години имав кога ја превземав фирмата. Мгм. Тоа до 2020-та, таму 21-та година така одеше на некој начин. Функционираше. И после тоа ме најде тој проблем. А добро, ти тогаш вака свесна беше што уопште прави фирмава и како функционира? Сега Чисто заради одговорноста што си ја понела после. нормално дека не сум била свесна дека можам да завршам каде што сум завршаа. Не сум била до толку, да кажам, стручна, мислам, нормално. Може би повеќе изиграна во ситуацијава. Па на некој начин, да кажеме. И мене ме стигна тоа многу покасно, кога скроз си го променив начинот на живот, начинот на размислување, кругот на луѓе со кои што се дружам. Не го доживеав ни тој период трагично или тешко. Бев соочена со луѓе, мислам соочена со голем проблем и го делев просторот со луѓе кои што не можеа да се соочат со тој Мгм. проблем, кои што паѓаа психички, пијаат терапии, пример во притвор. Тоа е многу нормално да луѓето ги одржуваат со терапија, психостабилизатори, не се разберам пошто не пијам јас такви лекови. Јас немав проблем. Значи, знам дека ќе помине и, мислам, знаев дека ќе помине и тоа е, само мораш да се едноставно соочиш со проблемот лице во лице и да гураш напред, затоа што е многу лесно кога е тешко и кога е лошо, многу е лесно да си изгубиш себе си. И идеите кои што си ги имал, амбициите и тоа што знаеш што све можеш да направиш. Многу е лесно онака да себе си вака во очите да си паднеш. Така да јас не си дозволив себе си да си паднам во очите. Знаев дека кога ќе излезам од притвор дека продолжувам таму каде што сум застанала, само што продолжувам со пута 10 брзина од тоа што сум се движела до сега. Мгм. Спремна така енергетски за 9 за месеци, 10 9 месеци одмор. Ба јас се смеев и така. 9 месеци беше во Да. притвор. Јас со сите се смеев и во Белград и тука. Плачат и повозрасни жени од мене. Јас цело време им викам, абе шо ви е? Нит плаќаш сметки, нит плаќаш кирија, нит те нервира некој. Седи, уживај додека трае одмор и после кога ќе излезеш исто, лудница почнува и они како можеш да си позитивно? Па шо да правам? Да седнам јас да плачам со вас и кај ќе не е крајот. Да. Така. Кога веќе дошло до тоа? Да, така да после 9 месечен одмор, многу прочитани книги, многу тренинзи, многу испиени кафења, верувај ми дека се чувствувам онака да можам, нема ни да спијам. Таму ги пишуваше песните? Не, овие песни на овој албум ми се стари песни. Аха. Тоа се песни кои што треба да излезат во 2020, 2021 година, 22, меѓутоа не го дочека тоа нивно изгрејсонце. Сега мислам дека е периодот. Таму пишував на српски, затоа што нели последица од Белград. Почнав да работам таму со музика, си направив студио дома скромно, ама вака да можам да снимам демо верзии. Почнав многу поубаво да им го знам јазикот и да го владеам и да пишувам на српски. Не е баш едноставно на туѓ јазик да пишуваш текстови. Скроз нели? Кога да комуницираш е поедноставно, ама да се изразиш низ Да, затоа што имам фалинка јас и сега, иако сметам, мислам, имам неколку проекти кои што и не се излезени и сум продала песни кои што се на српски, јас што сум ги пишувала. Иако можам и го правам тоа, се сметам за не толку јакаво, не доминантна. Сиромашен ми е се уште речникот, иако многу книги на српски читав. Сиромашен ми е, затоа што со македонскиот си владеам, си ги знам архаизмите, си знам се. Значи, понака речникот ми е стварно богат. А српскиот ми е некако лит ми е се уште, не можам, не им ги знам сите. Ама пишував на српски и многу ми беше тешко затоа што немав инструмент. Па од друга страна многу попивлив и многу попријатен. Премногу. Јас дури и кога зборувам на српски,
во Белград сите вака кога се дружиме, кога седиме, многу ми е така мило звучам кога зборам. Да. А кога ќе свртам на македонски, као да се расправам. И цело време сите во Белград. Јао, па кад кренеш на тај македонски, сите се смеат, мислам, ме разбираат. Да. Сега они не ги разбираат толку другиве дијалекти што ги имаме во Македонија. Меѓутоа, вака скопскиот повеќе име и поспоро кога зборувам, го разбираат. Ама интересно име. Што се однесува до твојот емотивен живот. Не знам, значи, како стоиш на таа тема. Ете, цел тој бурен живот, оваа ситуација, притворот, не знам, икс работи кои ти се случувале низ животот, многу е подобро кога можеш да ги споделиш со некој партнер, нели баба ти сепак колку и да ти е поддршка, друго е кога е тоа доаѓа од некој партнер емотивен. Имаш ли некој, си имала ли досега некој така цврста машка рака, да кажам, партнер кој сакал да ти се најде, да ти помогне, да те поддржи во музиката, во животот, во било што? Во ситуацииве? Сум наишла на прекрасен човек, кој што стварно ги има сите првенствено човечки, људски квалитети, кој што стварно бил покрај мене и не онака isфорсирано или со маска да ме поддржува, него од душа и од срце, и иако не сме заедно, и ден денеска знам дека можам да се ослонам на него во случај да ми треба, дали за совет, дали за разговор, дали финансиски, било како, да. Сум имала таков партнер. Не сме повеќе заедно, бидејќи ете така некои работи не се поклопиле. Меѓутоа, ете, можам да кажам од сите поранешни партнери, само за тој човек можам да кажам дека е стварно. Тоа беше подолга некоја врска? Да, подолга врска, 2 години, меѓутоа, ете, имаме поминато работи. Од јавниот живот во Македонија? Не од Македонија, од Белград. Тоа беше последната врска. Ете, дури јас со бившите партнери не комуницирам, не сум во добри односи. Сметам дека ако нормално сега Заврши. да е дете да имаме, па да мораме да бидеме во некоја комуникација, да дојде до развод, тоа ми е прифатливо. Меѓутоа, јас скроз не сум човек кој што комуницира со бившите партнери или да се дружи, тоа за мене завршува. Значи, ако некогаш нешто сме биле, ние никогаш не можеме да бидеме после другари. Ама ете, во случајов со тој партнер за кој што кажувам, не е дека сега јас имам кој знае каква комуникација, ама јас за било што знам дека на тој човек ако треба да му ги доверам очите, читави ќе ми останат. Баш убаво. Убаво чувство, нели? Особено кога тоа завршува така позитивно и со пријателство. Така е. Она што на јавност е познато, она твоја младешка врска, не знам на која возраст беше, со тракер. Тогаш започна со раперството, тоа ве спои. Знам дека после, можеби не толку врската, колку раскинувањето дојде до израз, затоа што он потоа продолжи со Луна, која е исто така позната како раперка, исто така интересна како девојка, и помеѓу вас се створи некој конфликт. Дали тоа беа детски препукувања или зашто беше тоа така експонирано јавно? Па, сега јас така, да, така прво да одговорам, така се запознав со музиката. Кога заврши нашата врска, јас почнав да се бавам со музика, до тогаш само бев на некој начин као поддршка. Од кога почнав јас да се бавам со музика, во тој, да кажам, раперски свет, постои тоа дис што го велат, кога се надметнуваат, кога се препоцаваат артистиве. Јас во песните кои што ги пишуваше тој на Неизе, не само што се осетив, туку и се пронајдов. Се препозна. Да, се пронајдов. Са против мене се збори, нормално дека не сум човек што прекјутува, инаку како девојка јас секогаш сум рекла и се уште кажувам,
една преубава девојка. Јас ја имам гледано низ град, ние сме тука генерација кога уште се излегуваше по дискотеки, кога имавме 14-15 години. Значи, вака лично да ме навреди нешто на лично ниво не. Во тој момент уште ми било тоа зрело, ама јас сега некако ги прераснав нив. Воопшто не го гледам тоа така и многу време поминало. Да. Поминало 6 години. Значи, од мојата тогашна врска е сега цело време нормално, затоа што тоа е било, као луѓето и ќе ме прашаат или нешто, ама немам некоја сега, немам анимозитет према нив, што е најлошо, тоест нешто е најлошо, што е најдобро, јас им посакувам на двајцата да се остварат во животите и да се изберат пат кој што, или да си го одат патот кој што си го избрале и да си имаат успехи во музиката и се скроз онака многу сум оддалечена од таа приказна. Немаш иритација, револт? Не, воопшто немам, дури бете Луна сега да би ја видела, дури онака би се изнасмејала и би рекла чекај застане муаве да попрати. Зашо ствари не се Мислам, детски памет. Детска памет и во моментот така било. Да, моменталните како да речам, разбранувани емоции помеѓу сите вас тројца во таа возраст, што е сосема логично. Ама сакав да ја начнеме како тема, зашто нели кога се зборува за тебе, прва асоцијација која ќе ми кажат, еве помладите генерации што те знаат, со Луна прашаа дали се у добри односки. Знаеш, тој момент веројатно останал како некоја интригантен, интересен за јавност. Јас се Заради тоа што велда сите сте јавни личности. Да, така, мислам, општо на Балканов, што ги интересира луѓето највеќе, трачеви и такви поприватни работи. Јас Луна дури имам пред тоа запознато еднаш вака лично, каде што тогаш дури не ми остави некој впечаток добар, да кажам, така некултурно, као здраво си дојде. Јас пример не сум таков човек, јас со некој да сретнам познаник на улица, ако е со некој, би се поздравила културно. Меѓутоа, после имам гледано вака интервјуа, ние сме скроз различен левел, значи ние сме скроз различна приказна. Јас не се сметам во ист кош со незе, меѓутоа го вреднувам и тој труд. И таа работа ја вреднувам, да не биде сега дека јас сум над мене нешто. Го вреднувам тој труд, само различни правци, различни сфери, различни животи, различни карактери, различни лепоти. Мислам, и јас се сметам за убава девојка, ама не можам да кажам дека не е убава девојка, нели? А што е оку мило и се мислам. Така е. Добро, во секој случај ја разрешивме дилема. Ако ги интересира, веќе да не ги интересира. Ја кажа што имаше во врска со тоа. Промоцијата на албумот е сега интересна и плановите твои за иднина. Значи, заврши се сите оние твои превривања, добро си им погледнала во очи на проблемите, добро си ги прифатила и си ги надминала, си одолеала на искушенијата кои нели за момент разнишале, како што ми кажа, нели резимираме од се она што го зборевме. Сега јас верувам во твојата светла иднина и во твоите планови, искористување максимално на твојот капацитет и интелект, за да постигнеш резултати во музиката. Многу ти благодарам. Да, сега се врти околу албумот. Во суштина јас сакам што побрзо да го издадам, затоа што имам многу добри, нови, спремни проекти. Така да и јас сум возбудена, растрчана сум. Еве и гостувања, па да се стигне и работа, и приватен живот. Ама мило ми е што се активирав, мило ми е се ова што го поминав, затоа што знам сега, еве да кажам 25-ка, од 25-ка натака, да тече се убаво. Мило ми е и што бев нормално гостинка тука, претсети се на прекрасна личност. Благодарам. Така да ете, на здравие. Ова е пијалокот од нашите пријатели Бадал Беадера, го проба ликерот, ова е многу вкусна женска
алжински пијалок кој има еден концентриран вкус на лешници и чоколадо и е многу питко и сладко, само не треба многу да се пие. Да, тоа Нели кажав треба одма, така умерено затоа што е сладко и пријатно дури како десерт доаѓа. А за тебе имаме еден подарок токму од нив и во ова пакување вакво предновогодишно имаш бомбонjera бајадера и ликерот заедно. Многу е добар како подарок затоа што има и бомбонјерче и ликерче и е навистина превкусно. Веќе овој бренд е многу познат на нашата јавност. Повели, вака ќе ти го ставам тука да не ги расшутирам овие многу микрофоните. благодарам. Повели за тебе. Ќе ги поздравам и нашите подржувачи АОФ-он, првиот приватен универзитет во Македонија, многу добро го знаете и верувам дека за младите навистина предизвик да бидат токму на овој универзитет и да се стекнат со нивната диплома. Поздрав и до Каре кој вака убаво ни го средија студиото, Checkmate кои се продукција со навистина огромен капацитет и ни овозможуваат вака убаво да ја изреализираме целата емисија. Уште еднаш кафала ти и се гледаме на некој твој концерт. Благодарам. Верувам дека и тоа ќе се случи. Благодарам на убавото гостопримство и на поклончето и на поканата па за концерт во бекстејдж. Океј.